Браќа и сестри, ве поздравувам и сите оние кои ме следат ги поздравувам да Бог ни даде во овој саботен ден обилни Божји благослови. Насловот гласи: што треба да правиме за да се спасиме? По својата природа човекот е грешен. Тој се раѓа со грешно наследство, со наклоност на гревот и во текот на годините уште повеќе греши. Значи, како од бебе расте и напредува во неговиот живот, тој уште повеќе греши. Нашите гревови што прават? Не разделуваат од Бога и навлекуваат на нас Божји гнев. Да бидеме одвоени од Бога, значи да бидеме изгубени. И едноставно може да кажеме изгубени за секогаш. Се поставува прашање: како може човекот да се врати кај Бога? Или како може да се помири со Него? Или со други зборови, како може грешниот човек да се спаси? На тоа прашање има само еден одговор кој му го дал Исус на учениците кога го прашале кој е најголем во Божјето царство. Ќе го прочитаме тоа од Матеј 18 глава. Глава, 3 стих. Еве што кажува. И им рече: вистина ви велам, ако не се промените и не бидете како деца, нема да влезете во Царството Небесно. Што кажува Бог? Да направиме промена на нашиот живот од онија живот што сме го живеели. И да бидеме како деца. Зошто се спомнати децата? Бидејќи децата мали не знаат да лажат, не знаат да крадат, не знаат не знаат да мразат, значи многу работи, и затоа Бог не го спомнува тоа да бидете вика како деца и да се промените. Тоа е науката на апостолите. Во својата поучна проповед по излевањето на Светиот Дух врз апостолите, апостол Петар му кажал на народот дека е потребно покаяние и обратување за да би можеле да се сретнат со Бога. Што не е потребно? Покаяние и обратување. Во Дела 3 глава 19 стих. Дела 3:19. Покајте се, пак и обратете се, за да се очистите од гревовите ваши. Многу јасно Бог ни кажува преку Петар: покајте се и обратете се. Зашо? За да ни бидат очистени гревовите наши. Според Исусовите зборови, обратувањето е единствен услов за спасението. Се поставува прашање: што е тоа обратување и како може истото да се оствари? Зборот обратете се значи свртете се. Ако си одел кон исток, оди кон запад. Односно, да се свртиме во спротивна насока, нели? Додека во духовна смисла значи да се измени умот, да се измени однесувањето или карактерот да се измени во животот. Тоа значи да се измириме со Бога и да се соединиме со Бога. Давајќи го својот единороден син за нас, Бог на сите луѓе им дава можност да се спасат. Значи, Бог го дава својот единороден син за сите луѓе да се спасат, не за поединци. Божјата љубов е извор
за нашето спасение. Во Евангелие по Јован 3:16 многу јасно кажано, тие стих нели го нарекуваме дури златен стих, кој сега ќе го прочитаме, и еве што кажува. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој кој што верува во него, да не загине, туку да има вечен живот. Какво прекрасно ветување. Значи, Бог го даде својот син за секој, не за поединец, за секој. А што треба да направи? Да поверува и да биде спасен. Христовиот безгрешен живот, неговото страдање, неговата смрт, неговата пролеана крв, неговото воскресение се средства за нашето спасение. Во прво послание на Петар, првата глава, првата глава, 18 и 19. Еве што кажува. Знаејќи дека со пропадливо сребро или злато не сте искупени од суетниот живот кој ви се предаде од татковците ваши, туку со скапоцена крв на непорочното и чисто јагне Христос. Гледаме со што сме откупени. Со крвта на Исуса Христа. Бог го исполнил свој дел за нашето спасение, но ние подпомогнати од Духот Свети да го исполниме својот дел. Ние треба да се обратиме. Што опфаќа обратувањето и како се постигнува тоа? Обратувањето се состои од 3 скалила или 3 чекори. Прво, покаяние, вера и новородување. Првите 2 чекори мораме да ги сториме ние, подпомогнати со Духот Свети, а додека третиот чекор е Божје дело. Првиот чекор, покаяние или при обратувањето е покаяние. Првата порака на Исус била токму повик за покаяние. Во Матеј 4:17. Во Матеј 4:17. Од тогаш Исус почна да проповеда и да говори: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Бог во самата проповед на самиот почеток кажува: покајте се. Исус ги повикувал луѓето да ги увидат своите гревови и да ги напуштат ако сакаат да го наследат Божјето царство. Покаяние во Новиот Завет се спомнува 70 пати. Апостол Петар му упатил на народот повик за покаяние на денот на изливањето на Светиот Дух. Во Дела 2:38. А Петар им рече: покајте се и секој од вас да се крсти во името на Исус Христос за простување на гревовите, и тогаш ќе примите дар од Светиот Дух.
Значи, ја апостол Петар кажува, покајте се. Исто и апостол Павле проповедал за покаяние. Во 20 глава, исто дела апостолски, 21 стих. Сведочејќи им сериозно и на јудеиците и на елините за покаяние пред Бога и вера во нашиот Господ Исус Христос. Гледаме дека и апостол Павле кажал за покаяние, значи пред Бога и со каква, со вера во нашиот Господ Исус Христос. Покаянието е и заповед од Бога. 17:30. Исто дела 17:30. Бог пак не осврнувајќи се на времињата на незнаење, сега редом им заповеда на сите луѓе да се покаат. Значи, не спомнува поединочно. Бог вика на сите луѓе им заповеда да се покаат. Што е всушност покаянието? Во библиска смисла значи да се откажеме едноставно од гревот. Да го напуштиме гревот. Вистинското покаяние значи искрено жалење поради она што сме го направили, поради она што сме сгрешили. Напуштање на истите тие работи што сме ги грешили. За да се ослободиме од гревот, мораме да знаеме што е тоа грев и мораме да бидеме осведочени во својата грешност. Бог ни дал едно мерило со чие помош можеме да го разликуваме доброто од злото, правдата од неправда, светост од грешност. Преку законот се познава гревот. Преку законот се познава гревот. Тоа е во Римјаните 3:20. Не е доволно само да знаеме што е тоа грев. Повеќе или помалку, сите луѓе знаат дека лагата, кражбата, убиството, вршењето прелюба, завидувањето и мразењето е сето тоа грев. Но на секое тоа едно нешто, тие секогаш наоѓаат оправдување за своите лични гревови. Дали сте забележале, браќи и сестри, и исто и нас не си има случајно. Значи, кога грешиме нешто и се оправдуваме, ама вака, ама нака. Значи, тоа е точно, значи, луѓето бараме, значи, оправдување на секој еден грев, а секој човек знае што е грев. Тие се мошне брзи, и еве дури, ова е многу важно, да го осудат гревот кај другиот, а своите да не ги увидат грешки. Значи да го осудиме гревот во другиот, а своите грешки не можеме да ги увидиме. Често постапуваат уствари како Давид. Кога пророк Натан му раскажал за еден богат човек како му ја одзел овцата на еден сиромав, Давид тогаш во својот гнев извикал: тој човек заслужува смрт. А пророк Натан му вели: ти, царе, го направи тоа. Ќе прочитаме во 2 Самуилова, 12 глава, од 1 до 7 стих. Господ го испрати Натан пророкот кај Давида и тој отиде кај него и му рече: во еден град имаше двајца мажи, едниот богат, а другиот сиромав. Богатиот имаше мошне многу ситен и крупен добиток, а сиромавиот немаше ништо, освен една овчичка што ја беше купил мала
и ја отхрани и таа беше пораснала кај него заедно со неговите деца. Таа јадеше од неговиот леб, пиеше од неговата чаша, спиеше на неговите гради и му беше како ќерка. Кај богатиот човек дојде еден странец, јас би рекол дојде непријателот, и не му беше по волја да земе од овците или од воловите свој, за да сготви ручек на странецот, кој беше дошол кај него, туку ја зеде овчичката на сиромавиот и му ја приготви неа на човекот што беше дошол кај него. Давид многу се разгневи против тој човек и му рече на Натан: "Жими Господ, смрт заслужува оној човек што го направил тоа. И за овчичката тој треба да плати четворно, зашто тоа го направил и затоа што немал милост." И тогаш, вика Натан, му кажа на Давид: "Ти си оној човек што го изврши тоа. Така говори Господ Бог Израилев." И знаеме, после сето ова, сет настан што се случил, цар Давид се покајал од душа и срце. Во Псалм 52, од 1 до 14, од 1 до 14, еве што кажува во својата молитва цар Давид: "Помилуј ме, Боже, поради големата Твоја милост и заради големата Твоја добрина, избриши ги беззаконијата мои. Измии ме темелно од моето беззаконие и очисти ме од мојот грев, зашто престапите мои ги знам и мојот грев е секогаш пред мене." Што гледаме, браќи и сестри, тука? Давид не се оправдува. Не се оправдува, туку јавно кажува: "Јас погрешив, очисти ме, Господи. Против Тебе, само против Тебе сгрешив и пред Тебе зло извршив, така што Ти си праведен кога ќе пресудуваш и безпрекорен кога ќе судиш. Ете, грешен сум роден, грешник уште од кога ме зачна мајка ми. Ти ја сакаш вистината во срцето и внатре во мене ме учиш на мудроста Твоја. Пороси ме со Исоп и ќе бидам чист, измии ме и ќе бидам побел од снег." Ајде и дочитам и другите. "Дај ми да ја чувам радоста и веселбата, нека се зарадуваат коските што Ти ми ги здроби. Одврати го лицето свое од гревовите мои и избриши ги сите мои беззаконија. Создај чисто срце во мене, Боже, и нов прав дух стави во мене. Не отфрлај ме од лицето свое и светиот дух Твој не одземај го од мене. Врати ми ја радоста на спасението од Тебе и благороден дух зацврсти во мене. Тогаш ќе ги научам престапниците да одат по Твоите патишта и грешниците кон Тебе ќе се обраќаат. Ослободи ме од пролеаната крв, Боже, Боже на моето спасение, и јазикот мој ќе пее за Твоето избавување." Гледаме каква искрена молитва од цар Давид. Светиот Дух е оној кој не осведочува и не уверува во нашата лична грешност. Ние треба да се молиме на Бога за Светиот Дух да ни ги открие нашите лични гревови. И кога сме свесни за тоа, тогаш треба
да му ги изнесеме на Исус, за да ни ги опрости. Имаме ветување дека ќе ни ги опрости. Во прво послание Јованово, прво послание Јованово 1:9. Ако ги исповедаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Гледаме каков е Бог. Значи, верен и сака да ни ги очисти нашите гревови. Или како примерот за изгубениот син во Лука 15 глава ќе прочитаме. Лука 15 глава од 11 до 24 стих. И рече, еден човек имаше два сина. Помладиот од нив му рече на татка си, татко, дај ми го делот што ми припаѓа од имотот. И таткото им го раздели имотот. По неколку дена помладиот син, кога собра се, отиде во далечна земја и таму го потроши својот дел, живеејќи блудно. И откако потроши се, настана голем глад во таа земја и тој се најде во мака. Па отиде кај еден човек во таа земја и се погоди и тој го прати во своите полја да пасе свињи. Каква долност, да пасе свињи. И страден беше да го наполни својот стомак, макар и со рокчиња што ги јадеа свињите, но никој не му ги даваше. А кога дојде на себе си рече, колку наемници кај татко имаат леп во изобилие, а јас пак тука умирам од глад. Еве го Светиот Дух како делува. Ќе станам и ќе отидам кај татко ми и ќе му речам, татко, сгрешив против небото и пред тебе. И не сум веќе достоен да се наречам твој син, но прими ме како еден од своите наемници. Па стана и отиде кај татка си и кога беше уште оддалеку, го виде неговиот татко и се сожали на него, па потрча и го прегрна и го целива. И синот му рече, татко, сгрешив против небото и пред тебе и не сум веќе достоен да се наречам твој син. А таткото им рече на слугите своји, изнесете најубава промена, облечете го и дајте му прстен на раката негова и обувките негови. Па доведете едно сгоено теле и заколете го, да јадеме и да се веселиме. Зашто овој мој син мртов беше и оживе, изгубен беше и се најде и почнаа да се веселат. Ова приказ на Бог ни кажува како, значи човекот е грешен, колку и да е грешен, и ако се врати кај Бога, Бог се радува на таа душа која се врати. Значи, Бог е оној кој се може да направи во човекот. Вториот чекор на патот кон обратување е верата кон Бога. Тоа јасно го учи Божјата реч. Во Евреите 1:6 послание до евреите, и исто така, кога го воведе првородениот во Вселената, рече, нека му се поклонат сите ангели Божи. Чекай, мислам, оти тоа беше 11:6, не 1:6. Грешка.
за верата. 11:6. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, бидејќи оние кои доаѓаат кај Бога треба да веруваат дека постои и дека ги наградува оние што го барат. Значи, без вера не е можно да му се угоди на Бога. Значи, кои доаѓаат, што треба? Да веруваат дека постои Бог. Значи, верата е токму тоа. А на прашањето на стражарот темнички, апостолите му дале еден одговор. Во Дела 16:31. Апостолски дела 16:31. И тие му одговорија: поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш ти и целиот твој дом. Што му кажува? Поверувај. Значи, кога ќе поверуваш во Господ и ќе бидеш спасен. А што е тоа вистинска вера? Тоа е доверба во Бога, целосно предавање на Бога. Тоа е подпирање на Божјето ветување и послушност на Божјата волја. Мораме со сето срце да му се предадеме на Бога, за да настапи измена која ќе предизвика да станеме слични со Бога. Борбата со самиот себе си е најголема борба која било кога се водела. Одречувањето од себе си е подчинување на целото тело под Божја волја. Човек мора прво да се понизи пред Бога, за да може наново да се роди во светоста. Што жртвуваме ние ако дадеме се? Срце извалкано од гревовите, кое ќе го испере само Исусовата крв. Вистина е дека ние не можеме да го измениме светот, своето срце, и не можеме со своја сила да го сакаме Бога. Но со нашата слободна волја, тоа го прави самиот Бог. Ако му позволиме, тој ќе ни ги опрости гревовите, ма какви и да се. Во Исаја првата глава 16 и 19. Измиите се, очистете се и ставете ги од очите мои лошите дела своји, престанете да правите зло. И 19. Ако го барате и послушате, ќе ги јадете добрата земја. Значи Бог вика да ги отфрлиме лошите дела своји. И 55 глава, 7 стих. Нечестниот нека го остави патот свој и беззаконикот помислите своји и нека се обрати кон Господ нашиот Бог. И тој ќе го помилува, зашто е многу милостив. Значи, Бог јасно ни кажува, нечестниот нека го остави патот свој. Значи, да ги отфрлиме нашите лоши патишта и да одиме по тој пат кој самиот Бог го трасева. Со расказот за изгубениот син, Исус ни го кажува тоа, дека ни ги простува гревовите ако се покајаме. Верата значи откажување од гревот и предавање на Бога во текот на целиот живот. Мојсей ни е пример на вистинската вера. Тој еден ден стоел на раскрсница, пред него стоеле широк и тесен пат. Што мислите, браќи и сестри, кој пат го избрал? Сигурно дека го избрал тесниот.
Иако бил тој пат со страдања, болки, самоодречување, но завршувал во вечна слава. А додека широкиот бил со слава, со чест и уживање, но крајот завршува со смрт. Евреите, ќе прочитаме 11 глава, 11, 24 и 27. Со вера Мојсей кога порасна се откажа да се нарече син на фараоновата черка. И 27-миот, со вера тој го напушти Египет, не плашејќи се од царскиот гнев, зашто веруваше во оној кој не се гледаше како да го гледа. Ние во кој веруваме? Во оној што не се гледа, а како да е пред нас, како да е со нас. Значи, Мојсей откажал од се. Кој пат, браќи и сестри, ние ќе го избереме? Предмет на нашата вера е Христос. Нашата вера треба да расте од ден на ден. Таа ќе расте само ако ја проучуваме Божјата реч и ја слушаме. Новородување. Новородувањето е третиот чекор на патот кон обратувањето. Во Евангелие по Јован, Евангелие по Јован 3:7, затоа не чуди се што ти реков, вие треба да се родите поново или одозгора. Значи, Бог ни кажува, или, мислам, тука беше случајот за Никодим, треба да се родиш поново. И Никодим што поставува? Како може човек наново да се роди? Може ли во мајчина утроба да влезе? Интересно, зар не? Како може наново да се родиме? Апостол Јован дава одговор во првата глава, 12 и 13 стих. Прва глава, 12 и 13. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божји, кои не по крв, ни по желба на телото, ни од похода машка, туку од Бога се родија. Значи, апостол Јован кажува на кој начин се раѓаме ние. Од Бога. Значи, новородувањето настанува од Бога. Новородувањето, гледаме, не се наследува, него не може да го добиеме од труд или од своја волја, ниту пак човек ни го дава. Новородувањето е дело на Духот Свети и на Божјата реч. Со новородувањето преко Светиот Дух и Светото Писмо, Бог ни го дава својот божествен живот и ни дава ново срце и нова природа. Имаше едно ливче, изгледа ми уташната падната. Од Копнеж на вековите, во Псалм, уствари Копнеж на вековите, 147 страна, кажува таму дека човекот, значи, кои работи треба да ги смене, значи, во целост, за да дојде до новородување. Значи, Бог повикува преко Елена Вајд да омразата,
себичноста, сите оние пороци што ги имаме, да сите тие се заменат со радост, со љубов и на тој начин Бог, значи, действува преко нас. Со новородувањето Бог ни дава ново срце. Во Езекија 36 глава, Езекија 36 глава, 26 и 27. Ќе ви дадам ново срце и нов дух ќе ви дадам. Ќе го земам од вашето тело каменото срце и ќе ви дадам срце од месо. Ќе го внесам во вас мојот дух и ќе направам да одите по заповедите мои, да ги пазите и да ги исполнувате наредбите мои. Бог вика, ќе го земам од вас каменото срце, ќе ви дадам месното срце и да можете да ги извршувате заповедите мои. По што ќе дознаеме дека сме добиле ново срце? Доказот за тоа ќе биде животот во согласност со Божите заповеди. Послушноста на Божите заповеди ќе биде израз за нашата љубов спрема Бога. Нашиот живот ќе биде наполно нов. Горделивоста, зависта, омразата, лагата, нечистотата, измамата, ненаситноста и пијанството ќе исчезнат, а на нивно место ќе се појават родови на покајанието, родови на Светиот Дух. Во Галатите 5, Галатите 5:21, мислам беше, уствари 22 и 23. А плодот на Духот е љубов, радост, мир, долготрпеливост, благост, добрина, верност, кротост, воздржливост, против такви нема закон. И еден мал пример. Во едно место, еден човек редовно одел наутро во некоја гостилница и своите коњи ги врзувал пред самата гостилница. И таму седнувал на пиење или на јадење, не е важно, важно одел во гостилница секој утро. И едно утро гостилничарот излегол надвор и забележал дека коњите повеќе ги нема пред гостилницата, а ги видел пред, во близина била адвентистичката црква, ги видел пред адвентистичката црква. Го видел човекот како оди по улицата и го прашал: кажи ми зошто твоите коњи денес се врзани пред црквата? Што мислите? Што му одговорил човекот на гостилничарот? Еве го одговорот. Сношти бев присутен на проповед во адвентистичката црква и затоа го изменив местото на моите коњи. Овој човек разбрал што значи спасението. Поверувал во Христа, се покајал, доживеал новородување од Божиот Дух и неговиот живот наполно се променил. Сега бил во согласност со Божјата волја. Тоа е патот по кој треба да одиме ако сакаме да се спасиме. Патот е да го следиме Исус Христос, кој рекол: јас сум пат, вистина и живот. Кој верува во мене нема да погине, него ќе има живот вечен. Нека му е слава на нашиот Спасител. Амин.